Назад сме во отвореното студио 1 и како и секогаш се обидуваме да третираме интересни теми и акцентот да е ставен на младите лица во Македонија. И овој пат ќе биде така. Главната тема, односно главното прашање ќе биде дали нашите студенти, односно младите лица во земјава се доволно запознаени со кариерните можности, дали доволно се ценат оние квалификации и трудот вложен во образованието или можеби се уште малку заостануваме на оваа тема. Меѓутоа на овие прашања и на многу други одговори ќе побараме, ќе ги слушнеме ставовите на Марин Малушовски во организацијата Бест Скопје, секако и Ана Секуловска. Дечки, добар ден и добре дојдовте. Добре ве најдовме. Така, она што е вредно за напомена е дека нели на факултетот за информатички науки, вклучително со уште неколку други факултети ќе ги споменеме малку подоцна, се денеска беше всушност организиран локалниот настан за образование, на кој што сите млади и студенти лица можеа да си го кажат своето мислење. Тоа е генералното, меѓутоа, ајде со тоа ќе отвориме, ќе започнеме како пројде се ова, исто така да го најавиме и саемот дополнително кој што треба да се одржи. Така, значи денеска го имавме нашиот локален настан по образование на техничкиот кампус, значи на ФЕИТ, МФС, ТМФ и Финки. Овој настан го справаме трета година поред, меѓутоа почнавме од малку, оваа годината така го направивме малку поголемо, заедно во соработка со клубот на млади инженери. Имавме панел дискусија на тема практичната работа и факултетите. И исто така имаше World Cafe на кое што исто така се дискутираше за некои поспецифични инженерски проблеми, па студентите има шанса да се присутни помеѓу представници од компании, помеѓу експерти и да се дискутира конкретно на таа тема, на таа проблематика. Задоволни ли сте на ова како пројде панел дискусијата? Размината на мислења, ставови? Според мене што го видов денес, можам слободно да кажам, мислам дека во име на Бест, не само како Ана, дека сме горди на овој настан што го организиравме. И мислам дека имавме доста продуктивна дискусија, дека се искажаа доста интересни ставови, дека баш онака ја продлабочивме темата до степен на кој треба да бидат младите заинтересирани, за да искажат своето мислење. Така да мислам дека беше супер настан, убав начин да се смогнеме повторно и секако да соработуваме со клубот на млади инженери. Така да се на се беше супер. Пред да продолжиме понатаму со разговорот во деталите, ајде малку да им доближиме на гледачите примарно. Што представува Бест Скопје, вашата организација? Од каде започна всушност, како се роди идејата и еве кажувате се ширите, претпоставувам со поголемо членство, луѓе кои партиципираат? Точно знаеш ме? Така, значи Бест представува борот на европски студенти по технологија. Во Скопје постоиме од 2004 година, меѓутоа Бест е европска организација. Лоцирани сме во 34 држави и постојат 97 локални Бест групи, што значи дека сме доста пространети низ цела Европа. Бест е студентска непрофитна организација која што едноставно цели кон подобрување на високото образование во европските земји. Нудиме комплементарно образование и кариерна подршка во главно. Точно, моментално броиме некој членство од 40 членови кои се заедно со полноправни и обзервери и имаме и ББ членови, така ги нарекуваме. Моментално организираме 3 настани на локално ниво, освен дополнително и плюс локалниот настан за образование. Тие како главни сервиси кои ни се е инженерскиот надпревар ИБЕК, тој го организираме обично во зимскиот семестар. Потоа го имаме сајмот за кариера и вработување. Тоа е JobFair и понатаму ги имаме симпозиумите за образование, а претходно сме биле познати по летните академски курсеви. Која е примарната цел? Дали примарната цел е младите да се запознаат со она што може да го работат како професија во иднина или на долгорочен план сметате дека импактот кој што го правите да го стопирате оној одлив на мозоци од државата, особено кај младите луѓе?
Може да? Океј, целта на Бест Скопје е тоа да ги поврземе универзитетите, студентите и компаниите. Тоа уствари го представува и самата наша лого и тоа е уствари нашата цел. Да може сето тоа образование кое добиваат на универзитетите да сватат што значи да се примени во практиката и да ги доближиме студентите до нивната идна пракса и нивното работно место, односно се повеќе да ги припремите. И самите инженерски надпревари се начин за да можат работодавците да видат како можат луѓе да се справат во тим, како можат да работат, да изнаоѓаат нови решенија. Од друга страна, сајмот е место каде се компаниите се представуваат пак до студентите и можат да добијат пракса. Така да наш цел за ние да нема некоја далеченост од тоа образование кое што, да речеме, формално го добиваат на факултет, тука да добијат малце неформално образование, да се изградат како личности кои ќе бидат спремни да настапат на пазарот на трудот. И какви се вашите досегашни искуства во однос? Трета година веќе поред, има ли ефекти се во ова на кој што се става фокусот од сајмот до вакви од локален нели ивент, има ли интерес кај младите и дали всушност вашата главна цел, барем за сега вашите проценки се дека е генерално исполната? Па генерално, доколку збориме пример за сајмот за вработување и кариера, веќе тоа е бренд. Ова е 15-тата година од кога имаме започнато да го организираме. Ние имаме формирана една датабаза на CV-ња од студентите од техничкиот кампус и пошироко на ниво на УКИМ. Можеме да кажеме дека е доста голема и има доста голема бројка на студенти кои преку овие настани добиле својата пракса, понатаму се вработиле или пак биле инволвирани во некакви проекти од страна на компаниите. Така што доста популарно меѓу студентите, а исто така и доста добри резултати имаат излезени од самиот сајм. За жал, индустриите во Македонија се конкретно центрирани во Скопје, а факултети имаме и во другите држави, во другите градови. Колку е тоа дефицит за студентите од другите градови, можеби, кои што не се доволно запознаени со кариерните можности? Па, би рекол дека бидејќи се уште не сме имале доволно голем капацитет, толку многу да се прошириме, за да може да допреме и до студентите надвор од Скопје. Меѓутоа, како организација и тука и надвор низ европските земји, ние мора да действуваме на ниво на град. Со тоа што веројатно доколку би можело да се помогне нели на студенти кои што се во другите градови, би требало да се отвори Бест во друг град. Да, ма веројатно па со локалната самоуправа може да се направат нели сајми и таму. Да. Барем во некои од поголемите градови каде што има доволно студенти, не? Да, мислам возможно, но мислам дека се уште сме далеку од, повторно ќе кажам, човечки ресурси да може и толку далеку да се прошириме. Меѓутоа, базата е отворена за сите студенти и доколку има заинтересирани студенти од други градови, може да го вметнат своето CV. Каква ви е соработката, да речеме, споминавте нели во повеќе европски држави и земји ширум светот обстојува Бест? Имате ли размена на искуства континуирано, претпоставувам? Доаѓаат ли кај нас странски студенти? Точно, да. Одите ли вие така размена на... Да, тоа се случува за повеќе настани кои ги организираме, дали било интерни или екстерни настани на самата организација. Конкретно оваа година тоа ќе го направиме со симпозиумот за образование кој го организираме. Тоа е шанса каде што ќе имаме интернационални и локални партиципанти и конкретно ќе зборуваме за теми кои ги опфаќаме во образованието. И тоа е шанса уствари други студенти од другите држави да се запознаат со нашата култура, како и студенти од тука се запознаат студенти од странство. Тоа е таа мрежување што го правиме и баш тие пријателства кои стануваат за секогаш. И освен тоа има и други настани кои ги организира без конкретно генерални собранија кои се на ниво каде што баш се пренесуваат знаење на други членови. Така да мислам дека дефинитивно има повеќе настани каде што можат луѓето да се вклучат, посебно студентите да научат повеќе. Како млади академски граѓани, колку ова за почите во секој случај овој собир каде што и компаниите се представуваат пред студентите, меѓутоа свесни сме во какво општество живееме, па свесни сме и дека многу од политичките партии ги ловат кадрите. Колку влијанието во политиката врз младите е пресудно кај тие компании
за да ги примаат на работа на некој начин, да основаат кариера овие млади луѓе, односно колку е тоа пак пречка? Па, компаниите со кои што ние соработуваме, знаеме дека имаат интерес да вработат или да земат студенти во нивните, нели, во компаниите на начинот на кој што го прават тоа преку нас, односно преку вие саеме. И знаеме само за тој начин. А понатаму за политички партии, како се одвива, навистина не сме запознаени. Ете, имаме одлучено да одиме по други води и затоа и сме лоцирани во организација која што е де факто вие споминавте сте непрофитна, односно независна организација. Меѓутоа, поентата на прашањето е можеби повеќе дека знаеме во какво општество живееме. Чисто како ваш став, да, дефинитивно барем за овие технички и информатички факултети, сигурно дека на компаниите им се потребни одредени квалификации, сигурно тоа е неспорно. Меѓутоа, како еден ваш став, докаде сме во борбата за младите лица, односно конкретно студентите, да излезат како кадри кои што ќе бидат побарани и пријавени на оглас и ќе си го добијат работното место, да речеме, согласно независно така, наместо со партиски влијанија, книшки, непотизам, сите оние негативни влијанија? Она што јас можам лично да го кажам и она што баш денес произлезе од дискусијата што имавме на локалниот настан за образование е тоа дека и самите компании секогаш кажуваат дека им требаат луѓе кои се спремни, не само технички аспект, туку и да имаат оние soft skills кои тие ги бараат, добро да комуницираат, да се снајдат на нивното работно место. И мислам дека според мене доколку луѓето и студентите, како и компаниите, одлучуваат да се вклучат во вакви настани, сите се вмрежуваме и сваќаме дека треба да биде ценето буквално квалитетите на личноста, дека тогаш нема потреба да станува збор за вакви ситуации и мислам дека секој ден одиме чекор понапред кон тоа и самото тоа дека зборуваме дека некои работи не се во ред и дека не треба да се повторуваат, треба да гледаме едноставно да се подобруваме, а не да гледаме назад на тоа ништо што се случувало. И мислам дека и денес, значи представниците што беат компаниите како и студентите самите се свесни и нас и на факултетите секој ден не кажуваат дека денес сутрин ние треба да излеземе и дека треба да излеземе како полн пакет на личности кои треба да се понудиме на пазарот на трудот. Дека се друго е менливо и дека треба секој ден да се навикнуваме на промени и едноставно да работиме на самите себе си. Така тоа е тоа што јас би одговорила на. И кои профили на млади луѓе најчесто се бараат во овие компании? Најчесто млади. Од кој сектор? Да, од кој сектор најмногу? Пазарот е отворен, има потреба. Мислам, многу различно, бидејќи не соработуваме само со една индустрија, туку со повеќето, така што веќе од секаде бараат дека се млади сили, полни со компетенции, така што нешто специфично да ви кажам искрено не знам. Точно, и со самата пракса тие понатаму ги градат во тоа што всушност ќе им треба во компанијата според мене. Многу луѓе се пронашле на најразлични места, така да. Дечки, ако зборуваме генерално, еве да сте дел од нели техничките факултети, меѓутоа општо земено како наш образовен систем и во однос на високото образование, ова што де факто го споминавте е неопходна пракса. Меѓутоа нека и од за општествените науки, да речеме, пракса, еден правник треба да има пракса за ваш став, докаде сме на ова поле, бидејќи еве во времето кога јас студирав, постоеше реален проблем да не им се нуди на студентите, односно само сувопарно, она што е како материјал и потоа те пуштаат во огон, народски кажано. Го немаш тој филтер и тој момент да се подготвиш, да се испраксираш, па за да влезеш и да си уште поквалификуван на работната позиција. Како ви е впечатокот? Напредуваме ли во однос на обезбедувањето на пракса и вадење на добри кадри или? Па би рекол дека сме малку понапред и дека се движиме кон тоа веќе, дека општи факултетите работат кон тоа, меѓутоа дека има доста простор што треба да се пополни. Затоа и ги имаме и студентски организации и различни проекти кои што служат за некаква надоградба за она што не можеш целосно да го добиеш од факултет. Бидејќи е факт општо познато дека се уште на факултетите го добиваме тој академски дел, а дека ни фали општата практика. И дека понекогаш дури на праксите не можеме целосно да го добиеме тоа што ни треба. И дека ни треба некоја трета страна, која што сами ќе се обезбедиме, за на крајот на денот да сме целосно работоспособни. Да, особено тука би помогнале најверојатно и европските искуства, нешто што е пракса. Само да напоменеме дека ги отвараме телефонските линии
Да, секој што од вас има нешто слободно да им постави прашање на Ана и на Марин во однос на се ова што денеска го говориме. Или да се вклучи во дискусијата. Така, да, или да надополни. Отворени се линиите, имате доволно време и оваа емисија ќе биде до 17 час 40 минути, така што да, добро е да ги слушнеме вашите ставови. Да, пред да размениме мислења за тоа каков е образовниот процес и кои се оние придобивки, односно и слабости на образовниот процес, ако за момент ја оставиме вашата организација на страна, ние се соочуваме со енормни бројки на млади луѓе кои што се иселуваат од државата, а вие сте во таа сфера каде што сакате токму да ја споите професијата и работата на младите во фирмите. Што мислите, која е најголемата причина за иселувањето на младите? Според мене, мислам дека е незадоволството и општествената ситуација можеби во нашата држава, но настрана од тоа мислам дека е некој едноставно порив за да се достигне нешто повеќе. И дека тоа нешто повеќе можеби е надвор од нашите граници. И мислам дека не мора да значи дека секој индивидуално сака да го постигне тоа, дека едноставно можеби е станатото негде некој си тренд. Звучи да се иселуваат во големи држави. Да, но сметам дека секој си има своја приказни, ако некој си има некоја своја цел каде што се гледа некаде надвор, дека слободно може да ја постигне, но сепак треба да бидеме свесни кој е потенцијалот тука. И пред да ги разгледуваме тие други страници, се што е можно, да го исцрпиме она што максимално го имаме тука кај нас. А имаме многу? Според мене има многу потенцијал. И дека можеш да направиш нешто тука, и можеш да успееш, само се зависи од тоа каде се гледаш себе си. Сметате дека и тоа е интересно прашање. Дали може би некојаш повеќе се става фокусот, односно полесно е да се каже дека еве дигаме раце и нема простор за вработување, не сум си го исполнил сонот и најчесто така ите да заменеш од државава, или сметате дека еве малку по малку се прави простор без разлика дали на техничките факултети и кадрите општо земено, дека доколку се сака сепак може да се најде некоја работно место или вработување адекватно на еден млад човек во Македонија? Сметам дека таа е, што тоа денес конкретно го зборувавме, дури и повторно ќе спомнам нашиот локален настан на образование и самото беше кажано дека се првен зависи од студентите и дека има успешни примери каде што луѓе се пронаше конкретно на овие работни места тука каде што се успешни, каде што се вклучуваат, континуирано работат на себе си. Така да се тоа пред се зависи од личниот став, но дека ако сакаш секогаш можеш да видиш можноста, да го видиш потенцијалот во нешто, да го направиш во нешто убаво. Така да дефинитивно сме примери, може да видиме примери од луѓе кои што се успеале тука, може да видиме примери од луѓе кои што успеале некаде надвор, така да сепак зависи од нас. Ние споменавме претходно, ве прашав, локалниот настан рековме се одржа денес, а сајмот за кариера и вработување ќе следува или веќе се одржа? Ајде малку повеќе околу тоа чисто за оние што сака да се информираат, нели? Да, значи сајмот за вработување кариера Job Fair ќе биде втората недела од мај, со тоа што 2 дена се одвоени за технички компании, 2 дена се одвоени за IT компании. Ќе бидат поставени штандови на техничкиот кампус во двете згради и студентите ќе имаат шанса да од 9 часот наутро до 16 часот напладне да прошетаат, да ги видат можностите кои што компаниите ги нудат, како пракси, проекти и слично. Имаме различни предавања за време на сајмот, исто така од страна на компаниите, така што може да на некој начин да се вмрежат студентите со компаниите и целиот настан на некој начин е некаков нетворкинг помеѓу студентите и нивните идни работодавачи. А каков е фидбекот? Бројките што покажуваат? Има млади кои што доволно го посетуваат тој сајм? Да, значи конкретно на страната Job Fair официјална за време на сајмот имаме статистики дека има над 1000 посети на ден. Имаме база на Севиња исто така годишно над 1000 Севиња. Студенти кои што го посетуваат сајмот малку тешко точната бројка да ја изнесеме бидејќи се случува додека има предавања, така што студенти постојано вртат околу штандовите, ама нели бидејќи има доста студенти таму на самиот факултет, има доста студенти на самиот сајм. Да, интересен момент е она што го сретнав, може да го продискутираме, што представува World Cafe.
во ова денес што се одржуваше? World кафето беше вториот дел од самиот настан, првиот беше панел дискусијата и World кафето беше тој момент на нетворкинг помеѓу представниците од компаниите кои беа дојдени и самите студенти. Овој дел конкретно беше уфатен од клубот на млади инженери со кои соработувавме, така да нивната замисла беше да ги донесат малце сите тие млади инженери кои ги викам малце поблиску до таа индустрија и да зборуваат за настани кои може студенти да се вклучат интернационално како конференциите за инженерство и тука беше идејата да можат сите да се вмрежат, да дискутираат за тоа и малце да бидат поблиску до тоа што се случува во самата индустрија. Добро, да преминеме и на оно што би сакале еве со Чаловски како студенти, млади лица исто така да ве прашаме меѓу другото. Генерално земено, па после може и конкретно во вашата област, до каде сме на полето на образованието, односно досега што е добро направено, а што треба да се подобри? Многу е да се даде као наше лично мислење. Мислам дека е највалидно бидејќи не можеме да зборуваме за целата маса и за сите студенти. Конкретно моето мислење на оваа тема е дека има многу што може да се подобри. Дали се работи на тоа? Да. Колку успешно, тоа е друго прашање, но дефинитивно се превземаат чекори за нештата да бидат малце подобра. Тоа го гледаме и на техничките факултети, но исто така и на другите на општествените факултети и слично. Самото тоа што факултетите не даваат пристап на вакви настани и вакви организации да можат да ги вклучат студентите, да му го покажат тој друг дел, да му додават нови слики на тоа кои треба да бидат и што се треба да направат за да се вклучат, а не пасивно да го поминат тој образовен процес. Тоа е тој момент што јас го сметам на активност. Дали може сите тоа понатаму да се подобри, се разбира и треба да работиме на тоа. Но во глобала сметам дека треба многу да се подобриме, но фактот дека почнуваме е сепак добро нешто. Така да тоа би бил мојот одговор. Малце општо, реално тоа е тоа. Јас би рекол, нели, очигледно е дека образованието е многу круцијално. Ние во БЕС веруваме дека све почнува и све завршува со образованието и дека тоа е она што директно влијае на нашето општество. Така што многу е тешко кога конкретно се зборува за проблемите во високото образование, кога знаеме дека мора да се започне од коренот, дека проблемите во образованието се и во средните училишта и во основните, па се до градинките. Таму почнува. Точно. И дека кога го гледаме овој проблем, треба да го гледаме на целиот спектрум, а не конкретно да идеме кон високото образование, бидејќи веќе кога сме кај високото образование, проблемот е веќе створен и малку тешко е да се реши проблемот. Меѓутоа сметам дека во сите нивоа на образованието мора да почнеме да ги учиме работите многу попрактично и да учиме работи кои што навистина ни требаат за да функционираме најпрвен како луѓе. Да не сме нација која што учи се и знае се, така? Да. Малку поконцентрирано. Добро, тоа мислам дека убаво се разбираме. Ако образованието го оставиме пак на страна, еве самиот Марин кажа дека има организации кои што помагаат да се надополни материјалот кој што го нема на факултетите. Колку менталитетот игра улога во надополнувањето на самата кариера, обкружувањето. Ако се земе предвид еве од првите образовни процеси во основно училиште, во средно, па до факултет, колку менталитетот помага кај за назадување или напредување кај младиот човек? Па би рекол дека е доста тешко, бидејќи ако конкретно збориме за нашата ситуација во студентска организација, би рекол дека е тешко студент да му го привлечеш вниманието да сака да членува во студентска организација, посебно во волонтерски студентски организации. Некои би рекле дека е нели губење на време. Да, ајде малку повеќе околу ова е многу интересна тема. Каква е перцепцијата? Па, како што кажав, тешко е. Се уште се мисли понекогаш дека постојат колку да постојат. Некои сметаат дека е нели само губење на време, дека можеби ништо корисно не правиме. А сепак не само за БЕС Скопје. Значи не го издвојам БЕС како организација единствена која што ги прави овие работи. Постојат многу студентски организации на техничкиот кампус и пошироко кои што навистина многу напорно работат за многу работи. И
Искрено, ние како студенти од овие студентски организации стварно изнаоѓаме решенија на многу големи проблеми. Меѓутоа, многу е тешко нашите гласови да бидат слушнати, зашто на крајот на денот ние сме сепак студентите кои што поминуваат низ овој процес и за некој можеби изгледаме како да не сме доволно сериозни. А СМЕ без конкретно е организација која што вработува многу студенти на годишно ниво. Точно. Коментар? Потполно се согласувам со Марин за тоа што го кажа, бидејќи знам како ни било за време на регратации, знам кој е моментот кој го добиваш од твоите колеги, коментари и слични работи, но не можеш со еден збор да му ја доловиш убавината или она што го добиваш. Едноставно, тоа е само по себе искуство и колку што ќе вложиш, толку ќе добиеш од самото. Така да, многу е битно, мислам да го направиш тој баш прв чекор, кога ќе стапнеш, кога ќе дојдеш, кога ќе видиш што се може да понуди и колку се можеш да добиеш. И мислам дека во денешно време воопшто не треба да бидеме пасивни кон тоа. Мислам дека денес студентите се изложени можеби на многу информации. Можеби тоа е она што е лошо, не знаат каде да се одлучат и не знаат каде да се насочат. Но многу е убаво барем да стигнеш, да видиш и едноставно да сватиш дека можеш да се вклучиш и секој ден да правиш нешто повеќе. Искрено, мене ми е голема мотивација ова што го правам, за да бидам поуспешна на пример на факултет и се тие работи, пошто ги гледам работите поинако. Мислам дека Мари може да се служи. Да. Поинаква е мотивацијата за да успееш. Така. Имаме гледач на линија, му отстапиме простор. Добар ден, повелата во програма сте. Добар ден, благодарам. Поздрав до Бестовци, имам едно прашање. Само ќе ве замолам, извинете, пред да продолжите тонот на вашиот ТВ приемник да го намалите малку. Да, момент. Така, ме интересира како се финансира БЕСТ и дали може би имаат никаква поддршка од државата финансиска, во смисла бидејќи се непрофитабилна организација, да речеме од Министерството може би за образование или Агенција за спорт и млади или од некоја друга институција која што е поврзана, да кажеме, со образование, со млади студенти и така натаму. Во ред, тоа беше се од вас, претпоставувам, така? Така, благодарам. Да, ви благодариме секако за вашето јавување. Така, значи сработиле за непрофитна организација, а меѓутоа нас не се потребни финансии за нашите сервиси, за настаните да постојат. Единствениот прилив кој што ние го имаме за да обстоиме како организација е само сајмот за вработување и кариера. Така што тука имаме прилив на финансии од компаниите учеснички и финансиите кои што ги добиваме од овој настан ги користиме за сите наредни настани. Значи од компаниите, во ред? Тоа е тоа, одговорот е тој така? Да, постојат многу грантови и слични работи кои што се соодветствуваат за да може да земе финансии. Се уште не сме успеале да добиеме некој грант, ако останува збор за одржавата или некои други институции, не сме добиле никакви финансиски средства. Јас пак ќе се вратам на темата со одливот на младите од Македонија, бидејќи сметам дека е тоа многу сериозна тема. Доаѓате од техничките факултети, зошто една Шведска, една Англија, една Холандија се поатрактивни дестинации за да се работи оваа професија во тие држави? Што е оно што нам ни фали? Може би платата е најголемиот проблем, Па не би рекол, бидејќи кога се работи за конкретно за IT компании, не верувам дека платата би било проблем. Стварно е професија која што за нашите услови тука е доста добро платена. И мислам дека конкретно за овие струки проблемот воопшто не е во тоа, ниту пак во вработувањето, посебно бидејќи во последните неколку години стварно има многу голема побарувачка, на IT луѓе, на инженери општо, туку дека игра улога сосема други фактори кои што се надвор од и различни. Да. Да, дефинитивно. Посебно за нашите генерации. Значи, сме малку поразлични и бараме нешто друго, нешто што не е наше. Да, оно што го спомена Ана претходно, заради тоа ви ги поставуваме овие прашања, да го слушнеме ставот генерално на вашите генерации. Рече дека станува тренд на некој начин. Зошто? Може би јас така го перцепирав. Мислам, тоа е моје размислување, али така го гледам јас од тоа што
јас го гледам од моите врсници, од тоа што се случува маца во мојата генерација, бидејќи не знам секогаш тоа што било поубаво, поуспешно, подостижно било некаде надвор од нашите граници. Нека така го гледале. Сметате дека можеби и таа глобална и мрежна поврзаност, она што го спомена, информациите од сите страни имаат дополнително влијание? Дефинитивно. Целова, мислам, самата наша ера ова што е на информираност моментална си го носи тој сам цел порив за тоа да го сакаат луѓето и тоа така да го гледаат. Веќе, како викаат, сме станали на глобално село. Секаде можеш да бидиш, се можеш да слушниш, можеш да бидиш дел од неа. Недостижно. Точно. И тоа води кон повисоки цели, поголеми остварувања, поголеми желби. Така да, мислам дека се тоа само по себе си повлекува одредени последици. Вие како се гледате во иднина, ако може, како Марини, како Ана, де факто, да речеме, би останале сега за сега тука да функционирате, да се надоградувате, секако да обстојувате, или може би имате некои повисоки цели? Или никогаш не се знае? Па тоа, генерално никогаш не се знае. Мислам, сега општо и со факултет, со студентска организација сме доста зафатени. Мислам дека јас лично не сум имал време да помислам за што ќе биде за неколку години, меѓутоа за сега сум тука. Се надам наскоро дипломиран. Имаме многу работи кои што треба да ги довршиме во организацијата, па после сите можности што ќе ги добиеме, се надевам ќе ги фатиме, па таа што ќе однесе најдалеку, веројатно таа би ја преземале. А дали таа што ќе однесе најдалеку е тука или надвор? Така. Ана? Според мене, она што јас ги имам барем за мојот студентски живот како втора година на факултет, сакам барем максимално да го искусам, а за понатаму се зависи од можностите кои ќе ни се пружат и мислам дека особено ми е драго што сум дел од ваква организација и во овој момент сакам да ги поздравам сите наши полноправни членови и сите што се дел од нашата организација, пошто стварно ми биле убав дел од тој студентски живот и понатаму кога станува збор за мојата кариера и како се гледам во иднина, баш и професоре која ќе не прашаја на факултет, сум рекла дека можеби не се гледам на конкретно на некое работно место конкретно што е на пазарот, што значи дека или ќе треба да биде нешто ново, мое или нешто добро што ќе дојде. Така. Но генералниот заклучок е, бар гледајќи ве по реакциите кога зборувате за вашата организација Бест Скопје, дека дефинитивно ве исполнува. Да. И за крај некоја порака до еве сите млади лица така што не гледаат? Од мене би било да превземаат нови предизвици, да превземаат работи што обично не би ги направиле, посебно во студентските животи, мораш да најдеш нешто што ќе ти го смени малку животот, што ќе го направи малку поразличен, меѓутоа исто така и користен. Така што би препорачал да членуваат во организации, да се инволвираат во работи што се надвор од академскиот дел и да не се плашат од истото. Да, Ана, колку е важно е активноста во вакви организации? Мислам дека не може да се опише се со зборови, бидејќи секој има различно искуство, секој едноставно добил различни работи, се надоградил на различен начин од луѓе кои биле многу затворени, стигнале до не знам, да бидат главни организатори на настани, да зборуваат со компании, едноставно да се трансформираат како личности, така тоа што го кажа Марин, дефинитивно да преземат нов предизвик и да се приклучат, ако не во нашата организација или некоја друга организација, на нашите настани, да дојдат, да ја почувствуваат нашата енергија. И мислам дека топло им препорачувам да го посетат нашиот саем кој го организираме, бидејќи е вложено многу труд и е нешто од студентите за студентите и би го ценеле многу доколку се појават и бидат дел од настанот, бидејќи е сепак 15 поред и е многу, стварно многу труд вложено, така да тоа е тоа како порака што го ставаме. Добро, како мотивација до младите слушнавме, а како порака до фирмите и до креаторите на политиките за млади? Гледајте ги нашите потенцијали, тоа е сосема доволно. Точно, да. Добро. Дание, тука ќе ви се заблагодариме за одвоеното време и вашето гостување, секако ни беше задоволство вака и енергијата да ви ја почувствуваме тука во отвореното студио 1. Ви посакуваме секако и многу успеси натаму и да се видиме повторно во некоја гостување. Фала ви многу и вас, ни беше особена чест што сме тука гости и што не поддржувате континуирано, навистина многу ни значи. Така е, секогаш. А како крај на овој блок,
со мене и со Чаловски, предлагам да погледнеме еден прилог исто така кој денеска го работеше колешката Весна Вилкова Тодоровска, а повторно е поврзан со користењето на шансата на младите за самовработување, нешто што еве дополнително би се надоврзало на овој наш разговор. Да, и да ги подсетиме гледачите дека јас и Јана овдека се одјавуваме во овој блок, а вие останете со еден ТВ, бидејќи после нас следува премиерата на талент шоуто Звезда број 1. Така се гледаме во петок. Младиот магистер по економски науки Елена Ангеловска, откако по 2-годишна потрага по работа во својата струка, сватила дека може многу повеќе да придонесе, доколку своето хоби го притвори во бизнис, ја користи шансата преку проектот Социјална инклузија и економско зајакнување и отвора салон за убавина. Работејќи неколку години како хоби, решив да се одделам од мојата професија, да кажам училишна на некој начин, и да основам свој бизнис за маникири, педикири, нели конкретно, но во иднина се надевам дека ќе се прошири многу повеќе. На сите им препорачувам во таа насока која што сакаат да се одлучат да работат, мора тоа претходно добро да го истражат, пазарот да го истражат, таргет групата да погодат, за да може да бизнисот да им успее. Еден живот, една љубов е напишано на чаша, а веднаш до нив изложен е рачен накид. Се ова е направено од млади луѓе. Минатата година преку проектот спроведен само во ресурсниот центар во Скопската општина Газибаба. Тој е поддржан од фондацијата Херман Гмајнер и СОС Детско село. Доделуваме грант субвенции преку 1000 евра, каде што ќе можат младите преку своите бизнес идеи да ги реализираат токму во нашата земја. Целта е на нивните креативни идеи да им излеземе во пресвет, да останат во Република Македонија и понатаму да можат да го реализираат. Тоа ќе го правиме се со цел да и во наредниот период како целна група и таргет преку ресурсниот центар приближно околу 380 млади до 29 години кои што се невработени, за да можеме да ги мотивираме да направат своја бизнис идеја, за да можат исто да реализираат во општина Газибаба, во ресурсниот центар, каде што имаат своји ментори. Преку овој проект успеавме да поддржиме 335 млади луѓе, од кои што 130 се вработија, а 56 од нив отворија своји сопствени бизниси. Овој проект сметам дека е еден позитивен пример како со еден сеопфатен пристап, со една добра соработка со сите релевантни чинители на оваа проблематика може да се постигне успех и може да им се помогне на оние млади луѓе, посебно маргинализирани групи кои што се во големи социјални ризици, да добијат еднакви можности на пазарот на труд. Младите активно учествуваат во реализација на активните мерки и политики за вработување, во услугите на Агенцијата за вработување, со тоа што од таа причина рекорден буџет имаме оваа година од 1,1 милијарда денари и опфатот на корисници е зголемен за 2000 лица повеќе, односно околу 8500 лица ќе бидат вклучени во активните мерки и политики за вработување преку Агенцијата за вработување со поддржани со буџетски средства. Ваквиот проект можат да се самовработат во иднина ќе се спроведе на целата територија на државава.